Дивоградбите во регионот можат слободно да се множат. Планирањето и зидањето на објекти кој каде сака, ваква слобода одамна не видело. Ма нема правда, нема кој да и нареде. Нема правда, нема мир во оваа држава и нема кој да нареде. Тоа треба с места да се изруши. Нема кој да ги руши, шо се. Нема кој да ги руши, нема кој да води сметка за тоа. Што се гради, кај се гради. Надлежни за градежниот ред се општините, но дефинитивно борбата со дивоградбите тие ја изгубија. Зошто, на пример, Штип има толку многу дивоградби? Проблем е реално во иднина, зборуваме за 10 за 15 години, дека може и ќе се соочиме со состојбата да немаме градежни инспектори заради тоа што платите кои што ги добиваат градежните инженери во приватниот сектор се доста поголеми и ги задоволуваат нивните потреби бит и реално представуваат за општината проблем и не само за нашата општина, него за сите општини во државава, заради тоа што ние немаме градежен инженер, немаме архитект кој што би сакал да дојде за таа плата веројатно да работи во општината. Една од причините секако е тежината на работа, односно одговорното работно место кое навистина во овие мали средини е проблематично, бидејќи сите се знаат и некако притисокот, односно граѓаните очекуваат некој да ги разбере за тоа што го прават. А втората причина секако е и ниските плати кои ги имаат за тие работни места. Освен Штип, идентична е состојбата и во Берово и Пробиштип. Причината зошто нема доволен број на кандидати е самата тежина на работата, а и секако реалниот сектор кој во моментот ги акумулира градежните инженери и архитектите кои за истото работно време секако имаат и подобра плата и подобри услови за работа. Уште полоша е состојбата во општина Карбинци, која никогаш досега немала градежен инспектор. Направивме контакт со соседните општини. Во моментот сме во соработка со општина Штип, водиме преговори за одреден период од неделата, односно одредени денови да може да доаѓа во општина Карбинци и да врши услуга за општина Карбинци. Неодамна пред 4 до 5 месеци една таква соработка меѓуопштинска започнавме и со Советот на општина Зрновци. Поради ова, бројот на дивоградби во регионот постојано се зголемува, а во прилог на нивната експанзија е политика на постојана легализација. Секој што ќе изгради редовно дочекува нова легализација. Од овие причини во последните 10 години во источниот регион озаконите се помеѓу 25 и 30.000 објекти. На ниво на држава во моментов на имотни листови чекаат повеќе од 265.000 објекти.